председателке. До сега не сме имале, за жал, ваква иницијатива пред оваа комисија и во два други случаи кога всушност моравме да ја имаме оваа комисија. И затоа ние едноставно денес сме збунети заради тоа што во минатото две вакви иницијативи беа без никаков основ одбиени од страна на председателот на собранието, односно не беа ниту формално правно одбиени, туку подносителот на иницијативата имаше добиено само известување согласно кое што дури еве и до ден денес ние не можеме да разбереме која беше и троштината која што сакаше да ја покаже председателот на собранието, и затоа ние денес бевме малку збунети и на начинот на кој што пристигна оваа иницијатива на расправа на оваа комисија. Ние пред 15 минути завршивме со друга комисија, се закажа дневниот ред, ние иницијативата сега ја гледаме. Но како и да е, ова е начинот на кој што треба да се расправа по било која иницијатива која што ќе дојде од група на граѓани, од здруженија, од поединци, кои што формално правно ги исполниле законските услови пропишани во Законот за референдум. Тоа значи дека откако ќе се соберат, а јас го проверив тоа, значи преку Државната изборна комисија, за овие 10 минути само тоа имав време да разгледам, ова група на граѓани или граѓанска иницијатива поднеле согласно Законот за референдум, собрале повеќе од 100 потписи преку Државната изборна комисија, формулирале прашање кое што е такво какво што е, меѓутоа формално го исполниле Законот за референдум и начинот на кој што ја доставиле иницијативата до собранието е во ред. За прв пат председателот на собранието постапува согласно деловникот за работа на собранието. И за прв пат, затоа сакам да го потенцирам ова, и за прв пат доставува една ваква граѓанска иницијатива до комисијата. Ние не навлегуваме воопшто во суштината на иницијативата. Ние треба да навлеземе само во формата. Вака требаше, почитувана председателке, да направите и кога ВМРО ДПМНЕ, односно ние поднесовме граѓанска иницијатива за референдум, кога поднесе исто така и една друга политичка партија иницијатива за референдум, овде требаше ние да одлучуваме, а не председателот на собранието си даде за право сам да одлучува за нешто кој што не е надлежен. И сакам ова да го потенцирам. Пленарна сала со сите пратеници ќе гласаат за оваа иницијатива понатаму. Таму ќе се отвори суштинска дебата, дали прашањето може би требало да биде формулирано малце на поразличен начин, за истото да може да биде понатаму пуштено и да се продолжи со процедурата која што е со собирање на 150.000 потписи понатаму. Значи, прво, во рете што пристига, односно што еве се дозволува една ваква иницијатива да продолжи понатаму во процедурата, и за прв пат истото е согласно деловникот на собранието и Законот за референдум. Што искрено е голем напредок, затоа што председателот на собранието во минатото си даде за право да го анулира постоењето на пленумот и да го анулира правото на пратениците да дебатираат и да дискутираат со било која иницијатива, граѓанска иницијатива, референдумска иницијатива, која што ќе пристигне уредно во собранието. Јас само сакав толку да кажам, а понатаму за суштината и содржината на иницијативата, бидејќи веќе видов дека вие односно дадовте мислење како што дадовте мислење, ние немавме ниту право да го видиме тоа мислење, ни беше прочитано од вас, што сметам дека не е во ред, заради тоа што истото, барем на членовите на оваа комисија, сметам дека треба да го доставувате во писмена форма, затоа што јас сум лично правник и јас на слушнат збор не можам да го кажам
кое е моето мислење. Јас треба да прочитам, во исто време да убаво ја прочитам самата иницијатива и да го изградам мојот став. Токму поради тоа јас не гласав никако во врска со вашиот став кој што вие сте го сработиле и вие сте го донеле како мнозинство. Ви благодарам.